Се селиме во рубриката Скопски агол. Колешката Елизабета Спасеновска-Дамјановска ќе разговара за една скопска тема која ги засега жителите на Пржина. Добро утро, Бети. Добро утро. Денеска се наоѓаме во Пржино, се наоѓаме на локација која што можеби на голем дел од нашите гледачи ме позната, затоа што во последни вединови е и тоа како интересна и актуелна за јавноста. Тука се случуваа и протести на локалното население, токму поради објектот кој што треба да се гради позади нас. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Ацо Антевски и Дино Чупевски. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро. Како што кажав, токму овде се протестираше, имаше и транспарентни, дури и ние како медиум бевме тука присутни, тоа го забележавме. Потоа се случи еден инцидент, токму она што вие алармиравте дека ќе се случи, падна и зидот при почетокот на градбата. Во моментов градбата е стопирана, меѓутоа не за секогаш, туку само моментално. Се подготвувате барања кои што ќе ги доставите до општината. Може ли Ева Дино да почнеме од тебе, какви се овие барања и што ќе содржат? Значи, практично ние почнавме се собираме веќе од пред месец и пол, почнувајќи со жив зид против градежните камиони што доаѓаа на оваа улица, немаа дозвола за истото, и истото прерасна во еден граѓански марш, односно протест на ниво на цела САБ. Нашите главни барања се комплетно да се укине одобрението за градба на ова решение тука. Значи, на зградата што се планираше скатница, што сосема противзаконски е донесено и решението и е вон, мислам, дупот на некој начин. Да се укине, значи, градбата, воедно се направи мораториум на сите противспорни објекти на ниво на цела НСБ. Се планира на играчето Савија, исто така и таму се направат одредени згради што би било онака комплетно уништување на единственото јавно место што е збиралиште на сите пржинци. Исто така барам и јавна и променета, односно ревизија на ДУП-от, што практично ќе вклучи партиципативно тело составено од архитекти, експерти од Асоциацијата на архитекти и Комората на архитекти. И воено представници на граѓаните на Пржина. И воено исто така бараме потранспарентна работа на местната заедница, бидејќи исто така е многу, како да кажам, дискутабилно на кој начин се донел ДУП-от во 2016 поради кои сите ги трпиме овие неправди. Така, како што кажав, овие барања се уште не се доставени официјално до општината. Во моментов се собираат потписи од населението. Како тече самата постапка и кога ќе ги доставите? Сосема сме изненадени искрено од самиот процес. Почнавме со онлайн петиција што веќе е потпишано од околу 800 луѓе, а потписите, значи, на хартија се веќе од прилика околу 500. Исто така ја доставиме во понеделник и нема да биде адресирана само до општината Кисела Вода, туку и до град Скопје, до Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, бидејќи сите тие се инволвирани во носењето на еден ДУП, што е предлог на одредена општина. Така, постојат и неколку членови во законите за градба, кои што јас ги разгледав, меѓутоа морам да признам дека од разговорот со вас сте и вие добро запознаени, според кои што се наведува дека има одредени пропусти. Ајде накратко да разјасниме на нашите гледачи. Значи, прво и основно, првиот и најголем проблем тука при донесување на ДУП-от во 2016 година е тоа што конкретно за оваа парцела има добиено 4 маркици на местото на една која што е по стариот ДУП. Прашањето до градоначалникот и до општината е како е возможно нормален човек да добие маркица, 4 маркици на место на една по стариот, и дали е тоа привилегија само за луѓе со роднински, партиски или бизнис врски на општината и градоначалникот. Не викаме дека конкретно за овој, меѓутоа, ако тоа се случило така, тогаш нашето барање е легитимно да се направи ревизија на ДУП-от, затоа што тој може би е легален, меѓутоа не е легитимен во смисла постапката во која бил донесен не е правилно. Исто така бараме да го можеме да го докажеме ова, да ни каже кои советници гласале и кои биле советници во тоа време, да излезе општината јавно или медиумите да успеат да го истражат тоа, за понатаму да
го докажеме ние тоа што го тврдиме, дека ова е донесено со дебели врски. Комплетно преку ноќ, мислам, тоа Да. мора да се напомене без никаква информираност на граѓаните, тоа Така. да не се спинува. Исто така, ние еднаш се жалевме пред второстепена комисија за конкретно спорниот објект и успеавме да докажеме дека проектот не е добар, дека тоа не може да се гради на оваа локација. После тоа, мислам, бевме срекни, мислевме дека успеавме да ги разубедиме како инвеститорот, така и градоначалникот, дека на овој начин не е правилно, мора да се најде некое друго решение. Меѓутоа, за наша несреќа, а тоа е реалната состојба во Македонија, со истиот проект, по втор пат, тие добија зелено светло, односно одобрување за градба. Па нашето прашање тука е како се сменија критериумите на второстепената комисија, како може да се сменат во дел од една година, и дали тука има некои други интереси, дали тие успеале да фатат некои релации и дали се сменила структурата на второстепената комисија крајно, што довело до одобрување. Сакаме исто така да добиеме помош од медиумите да истражат зошто го добиле одобрението вториот пат, затоа што ние и покрај многуте дописи добивме само образложение, жалбата е одбиена и ништо повеќе. Така, имате ли намера повторно да се обратите до второстепена комисија, бидејќи како што велите не сте задоволни од нивната одлука? Правно веќе не можеме да правиме ништо, затоа што второстепена комисија кога ќе го одобри еднаш и ќе поминат еден месец од донесувањето на одлуката за одбивање на жалбата, ние повеќе правно не можеме ништо да направиме. И тоа е уште една, можеби најголемиот проблем во Македонија, а тоа е член 65А од Законот за градење, кој што вели дека доколку ние се жалиме пред управен суд и ја оспориме градбата, и доколку понатаму изгубиме во текот на управниот спор, кој што најчесто трае најмалку 2 години, после тоа инвеститорот може да не тужи нас и тие се казни кои што изнесуваат над 50.000 евра. И практично со тоа државата не става нас обичните граѓани во подредена состојба, не репресира, затоа што не можеме да се побуниме и да се одбраниме од малоумието и од желбата за профит и пари од инвеститорите. И фактички ова ја представува градежната мафија во Македонија. Покрај вас кои што сте лично и најмногу засегнати од оваа градба, како што споминавме, на петицијата се потпишани и голем број граѓани кои што не живеат на оваа улица, меѓутоа се засегнати од она што се гради во населбата, меѓутоа можеби и во општината. Вие побаравте и мораториум на сите градби. Што се спорни практично на ниво на цело Пржина. Така, Да. имате ли никаков фидбек, да речем, какви се изгледите дека тоа ќе биде ќе допре до оние до кои што треба да го донесат како одлука? Првичната реакција искрено што ја чувме од страна на градоначалникот како одговор на одредено прашање на новинар беше дека они немале желба да престанат со градење и тоа беше прилично една изјава, како да кажам, што мислам да не коментирам, но сепак не е нешто што го очекуваме од еден одговорен градоначалник кој што треба нели да си ја врши работата како што соодветствува. Проблемот, мислам, сега се укажува некој вид на отвореност, мислам, за нашите барања, ние ќе ги доставиме во понеделник, но сепак би ги адресирал тука и по високите инстанции, тоа е градоначалникот Петре Шилегов, тука е министерот Бочварски, кој што сепак дошол на замена на Горан Сугаревски, кој што е воедно човекот што ја има подпишано одбиената жалба за оваа конкретно градба, што е сосема небулозно, бидејќи пред 2 години истото тоа министерство ја прима нашата, позитивно ја прима нашата жалба, после 2 години или ја одбива. Нашата борба се зголеми сега на ниво на насоба, мислам се здруживме сите соседи, што сме комплетно засегнати, бидејќи Пржино е веќе мета на урбаната мафија и
ќе стане нели случај како што се останатите случаи во скопските општини. Така. Ацо, едино времето истече, јас верувам дека од прилика успеавме да кажеме она што беше најважно и барем малку ќе подигнеме свеста за да се планира и хумано да се гради, не само овде во оваа населба, туку и во цело Скопје, па и во државата. Ви благодарам што се вклучивте во утренски брифинг. Благодариме. Пријатно. Ние во овој момент се исклучуваме од Скопска опржина.